Почитувани, Петре Шилегов продолжува да гради надградба на диво. Петре Шилегов нема и не покажа документ за надградба, не покажа платени комуналии. Петре Шилегов гради над дозволеното. Одобрение за реконструкција не е одобрение за надградба. Почитувани, Петре Шилегов манипулира и ја става целата машинерија за криење на неговиот криминал. Почитувани, ова е свеж, денешен, имотен лист на Петре Шилегов за семејната зграда. На него стои дека правото на собственост за градежна парцела е запишан со датум 4.9.2021 година. И тоа со правосилност од 3.9.2021 година, односно оваа година. За подсетување, само ден предходно, пред да е запишан во имотниот лист неговото право на собственост за земјиште, на пресконференција објавивме дека Петре Шилегов не е собственик на земјиштето каде што гради дивоградба, односно надградба. И тоа лесно се проверува. Дури и на имотниот лист со кој што Шилегов вчера излезе пред јавноста за собственост за земјиштето стои шифрата 814, што означува само право на користење. Нема собственост. Колку за информација, собственост се означува со шифра 831. Ова е доказ зошто Петре Шилегов молчел цело време. Чекал да се променат фактите поврзани со неговата дивоградба. Кои се неинституции се впрегнати во обид колку толку да ги испеглаат документите, да се нашталуваат документите за она што Шилегов го прави, гради, надградува на диво. Се менувале факти кои што не постоеле пред да биде објавена во јавност дивоградбата. Дали пред штелувањето на документите воопшто имал претходно основа за било какво одобрение? Тоа треба да го кажат други инстанции. Уште еднаш, директно ги повикувам инспекцијските служби за урбанизам при општина Карпош да излезат, да ја проверат висината на градбата, да ги проверат документите и да кажат дали надградбата на Петре Шилегов е во висина која што е одобрена според деталниот урбанистички план. Истовремено ги повикувам и од Државниот инспекторат за урбанизам, надредени при молкот на општинските инспектори, да одат и да проверат дали надградбата на Петре Шилегов е во рамките на габаритот на куќата која што претходно постоела тамо. Ке дојде време, сите документи ќе се отворат, а одговорноста покрај Шилегов ќе ја сносат и оние што молчеле пред урбанистичкото насилство. Ова се факти. Петре Шилегов по информација дека не е собственик на земјиштето врз кое што надградува, следниот ден добива правосилност, а потоа и се менуваат податоците во катастар. Во сабота, за само 2 дена. За Шилегов може сета машинерија впрегната во одбрана на дивењето. Почитувани, Петре Шилегов надградува на диво, се менуваат, се штелуваат документи, наместо да се излезе на терен и да се испита состојбата. Ова е доказ дека СДСМ е на врвот на бетонизацијата, на врвот на урбаниот хаос и на врвот на дивоградбите. Шилегов нема дозвола за надградба, гради над дозволената висина. Шилегов молчеше цело време за да врши притисок институциите врз кои што делува од позиција на моќ, да влијае во ден сабота да се менуваат документи. Само 2 дена откако беше посочено дека тој не е собственик на земјиштето каде што врши надградба. Нема ништо полошо од СДСМ за Скопје, нема ништо полошо од Шилегов.